Добро вечер, јас сум Мири Симоновска, вие гледате За или против вечерва политика без филтер, медиуми против политика, вистина против наратив и прашањето всушност која креира перцепцијата на јавноста, кој шири лажни вести и кој не сака да дојде на дебата на национална телевизија, како и други прашања кои што се поврзани со моменталната актуелна политичка состојба во Македонија. Токму на овие прашања одговор барам од моите вечерашни соговорници. Сафет Бишевац, новинар, политичар. Добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата, ќе ми биде мило да размениме мислења со мојот пријател Иво Рангеловиќ. Така е, Иво Рангеловиќ, политиколог, добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Јас сум прв пат мислам во вашава емисија, се надевам не и последен и дека ќе развиеме нека плодна дискусија. Благодарам. Токму така. Она што во последно време е во фокусот на јавноста, барем за нашата публика и за нас, се отворените напади на претседателот на СДСМ Венко Филипче кон телевизија Алфа. Ако некој човек кој што вели дека е со демократски капацитет, кој што се бори за демократија, за слобода на медиуми, за слободно изразување, отворено напаѓа национална телевизија со погрди зборови и ослободување од црни канџи, не нарекува пералница на пари, дека сме дел од некаков Орбанов чадор, што всушност тоа кажува, дали Венко Филипче навистина има таков демократски капацитет како што сака да покаже пред јавноста? Па сите ние, според мене, сме робови на нашите зборови. Тие кажуваат и покажуваат кој сме, што сме, со каков капацитет, со каква намера влегуваме во некаков јавен дискурс на размена на мислења, ставови, позиции, идеи, политика и така натаму. И оттаму мислам дека зборовите на господинот Филипче, кој можеби е веројатно еден од најдобрите неврохирурзи во државата и многу пошироко, но секако не е на тоа исто рамниште кога станува збор за политиката и мислам дека јасно покажува дека тој не поседува капацитет потребен за лидер на една политичка партија која во изминатиот период важеше за државотворна, а во овој момент е најголема опозицијска партија во државата. Ако таквите ставови, оценки, генерално неаргументирани, доаѓаат од устата на првиот човек на таа партија, тоа покажува дека не ја разбрале на вистински начин улогата на опозицијата, не разбираат дека таквата комуникација не може никако да им донесе ништо добро, ниту на партијата, а посредно и индиректно може да нанесе сериозна штета на државата и позициите на државата по оние прашања за кои тие се произнесуваат, имаат такви стави. Така да мислам дека господинот Филипче и партијата негова треба малку посериозно да се однесуваат кон јавноста, бидејќи медиумите се некој трансмитер на она што тие го сметаат, го оценуваат или мислат за одредени работи, проблеми или состојби, до граѓаните, на кои на крајот на краиштата им се обраќаат. Не е проблемот на Алфа, затоа што, да речеме, некој од СДСМ не сека да дојде во студиото. Дефинитивно проблемот не е на Алфа, проблемот е на СДСМ. Нашите врати се секогаш отворени. Така е, тоа е целата работа. Но тие пропуштаат сериозна прилика, дури ако не се согласуваат со вашата уредувачка политика, на која вие апсолутно имате право. Па зарем е подобро да дојдат во нашата телевизија и да ги разубедат граѓаните. Затоа велам, ако немаат таква медиумска култура, ако немаат однос кон јавноста, кон граѓаните на кои им се обраќаат, тогаш тоа зборува за нив. Рангеловиќ, еве истото прашање и за вас кога зборуваме за демократски капацитети. Вие сте политиколог, како вие би го оценила ово однесување и овие изјави на Венко Филипче? Дали отворените напади кон медиуми се добра алатка за добивање на глас плюс во гласачкото тело, што веќе ги го губат? Видете, покрај многуте работи кои нашите политичари изминативе години не успеа да ги научат, ниту пак применат, е тоа дека тие се главни носители на јавниот дискурс во државата. И за разлика од нас, не знам, аналитичари, политиколози или вие новинари, ние немаме таква одговорност како што имаат лидерите на позицијата и на опозицијата. Значи, вие го водите народот, јас не водам никого. Јас овде денес со мојот соговорник можеби влијам врз формирање на некакво мислење. Вие како новинари пренесувате вести и имате право секогаш и секаде, дури јас би рекол и обврска ваша, да ги критикувате и власт и опозицијата во секој момент.
аргументирано и како што доликува. Меѓутоа, кога еден лидер, дали ќе повторам на опозиција или позиција, влегува односно да кажеме, дали е тоа ширење омраза, дали е ширење поделба, одговорноста е многу поголема и како такво консеквенциите се поголеми. И се што збори, дали бил Филипче, Мицковски, минатите идните, се што зборувате и да е така, ви имате одговорност како го сервирате тоа кон јавноста. Па потоа и да изаргументирате. Затоа ми се допаѓа што велите, дојдете тука во емисија, кажете слободно, ќе размениме мислење и така натаму. Може би сте во право, нели? Токму така, нашите врати се отворени, секогаш може да дојдат. Знаете како, Рангеловик, проблемот за тоа што секогаш кога бараме гости на ЦДСМ, тие не доаѓаат. А имаат отворен простор, имаат отворена врата, а на главните препокувања, главните напади доаѓаат од нивните партиски пресконференции. Слободно нека дојдат и тука, нека не нападнат. Ќе разговараме, ќе зборуваме, ќе видиме на крај кој е во право. Ева што мислите за избегнувањето на доаѓање на ТВ дебата? Дали е тоа избегнување да се соочат со новинарите во телевизија Алфа, да се соочат со аргументите, или едноставно полесно кога од партија, од партиски штаб ќе си правите пресконференции, па нема кој да ве возврати во тој момент? Жалам што е навистина така и сметам дека е најправилно не поради вас, нити поради нив да дојдат во оваа емисија или во оваа телевизија, туку поради народот. Апсолутно, да сите ние работиме за народот. Ние сме толку многу поделени, толку многу закрвени едни со други, пред се и по политички план, пред се и помеѓу ВМРО и СДСМ, да може би еден од лековите е тој. Токму каде што една партија како СДСМ, ако смета дека Алфа е проблематична телевизија во низината концепција, баш поради тоа треба да дојдете тука за малку јавноста да се смири, да видат дека има едно цивилизацијско ниво, вие може имате еден став и тоа е здраво да имаме сите различни ставови, уште поздраво да не се согласуваме, но навреди. Па заедно ќе се најде решение со разговор се. Апсолутно, вие сте еден исклучителен, важен субјект во тоа како се развива политиката во Македонија. Кога велам вие како новинари овие политички емисии, народот многу ги гледа, ги цени или не ги цени, меѓутоа ги слуша и ги гледа. Така што важно е сите партии, не само СДСМ, да доаѓаат и во оваа емисија и луѓе со различно мислење од можеби мнозинството кое доаѓа тука, неважно. Но ќе повторам, не поради тоа кој ќе изаргументира подобри, кој ќе победи во оваа дебата, туку малку народот да се смири. Тоа ни е најпотребно можеби во овие моменти за да може да практицираме политики и да создадеме здраво општество. Ако одиме по некоја логика, СДСМ се сега опозиција, меѓутоа претендираат да бидат на власт. Венко Филипче, ако претендира на власт, претендира да биде премиер на држава. Како премиер на држава може да прави ваква поделба? Дали кога ќе биде премиер на држава ќе прави понатака поделба, бидејќи тој прави де факто поделба. Едни медиуми се подобни, други медиуми не се подобни. Каква порака се испраќа со ова? Видите, јас ова го зборувам многу одамна, станува можеби и досаден во тој дел. Меѓутоа, сеењето омрази и поделби, поларизацијата во нашето општество од страна на политиката е норма веќе. Партиите веќе тоа има алатка како да добијат повеќе гласови. Јас искрено мислам дека повеќето од овие луѓе, од која и да се партија, не го мислат ова, кога ќе дојдат дома и кога ќе легнат да спијат. Но тоа не значи ваква пракса да имате во политичкиот дискурс. Секој ваш збор е мерен, секоја ваша реченица, секоја мисла, секоја координација на движење не смее да дозволите. Јас можеби и смеам, јас немам таква влијание, ниту пак суштинска одговорност. Меѓутоа вие, како лидер на партија, како некој што претендирате да биде премиер или сте премиер, председател, министар, неважно, вие сте огледало на народот. Вие не смее, вие мора тоа македонскиот народ не е народ што сака да напаѓа. Често слушам приватен живот е едно, кога нели ако сум министер, нема тоа. Тоа не, тоа кога ќе ви заврши мандатот дома со нели фамилијата може така, меѓутоа додека водите држава по било кој основ, ви имате одговорност за се што правите. Ви лучката како ја држите, добар ден дали викате, пријатно, благодарам. Така и во ова. Ви мора да се појавите онаму каде што ќе ве викнат. И поради вашето гласачко тело, но генерално ради граѓанството мора малце да покажеме дека едни со други сепак имаме еден консензуален однос во таа култура. Имаше чилијанската дипломатија до доаѓањето на Салвадор Алјенде, тоа го нарекува толеранција на компромисот. Значи ние може да не се сакаме, може да не се согласуваме, но низ една флаша каберне ги решаваме сите проблеми. Затоа повикувам уште еднаш и жалам, ако е така, верувам дека е така, бидејќи за жал закрвена е политика кај нас, да ова малце се издигнат на ниво во случајов ако е господинот Венко Филипче, тој протагонист, да се издигне над собственото ниво, на ниво на партијата и политиката, да дојде и да поразговарате, па макар и не се согласили ради нас, народот. Себет,
Кажете ме што мислите, која е позадината на овие напади кои ги има Венко Филипче врз Алфа? Не знам тоа, веројатно ќе треба него да го прашате, но оно што ми се допаѓа и тоа Иво маестрално го објасни. Е работа во тоа дали Филипче и премиерот Мицкопски ќе се согласат. Тие треба да покажат дека разговараат и дека можат да седнат за иста маса, за да покажат дека тоа е начинот на кој во оваа држава се решаваат клучните проблеми и прашања. Тоа велам не мора буквално тие 20, но како елементи во оваа како политика, како однос кон државата на крајот на краиштата. Јас постојано не се разбира дека граѓаните она што ја прават таа држава, но ние мораме да создадеме слика на заедница, организирана заедница во која функционираат институции, во која културата на диалог за која Иво збори е на пиедестал. Разбирам јас и дека во политиката се користат и поинакви методи, од црни кампањи, негации, плюкања и така натаму, но таквите политики, таквиот однос кон стварноста не носи резултати на долгорочно. Не учат СДСМ најверојатно од грешките, зимете што ја прекинувам, бидејќи и нивниот претходен лидер Зоран Заев исто така дузина медиуми ги нарече за непријатели. Тука стануваше збори за весници, за телевизии, за портали, ги прогласи за непријатели јавно. И Зоран Заев сега замина во политичка историја. Ја не сум баш до толку убеден дека барем вака привидно. Барем формално може би, привидно, да. Да, не а сум сега убеден. Венко Филипче го прави истото. Отвара војна со медиуми. Зошто не се учат од грешките? Знаете, еве сега да ја вратиме работава малку, мислам дека еден пластичен пример ќе можам да ви кажам. Во политиката, во меѓународните односи практично многу често се појавува една форма на создавање на непријател, за да си ги оправдате собствените акции, политики, идеи и така натаму. Значи, морате да најдете некој на кој таквите политики не му одговараат или не ги прифаќа, за да го представите во светот во кој дека тој е виновникот затоа што нашите политики и нашата понуда во овој момент не одговара. И сега Алфа е крива што СДСМ. Сега Алфа е крива, така е. Па како што правиме ние, не одиме членовите на СДСМ, викате на гласајте. Но во неможност да понудите нови, свежи политички идеи и решенија за состојбата во која се наоѓа државата. Не можете да оставите диалог на ниво на кое чиј бенефит би бил доброто на граѓаните за кои зборува Иво. Тогаш морате да најдете непријател кој демек е главниот противник, ваш противник во целава оваа дискусија. Жалам што Социјалдемократскиот сојуз го одбира овој начин. Јас не велам дека тие можеби треба да се согласат со се што ќе кажете вие. Тама работа. Тоа не е Ова е демократско општество, не мора никој со ништо да се но мора да согласува, прифатат дека постојат луѓе кои поинакво размислуваат, имаат поинакви аргументи. Вашата работа како политичар е тоа да го антиципирате, да го прифатите и да го искористите како оружје на крајот на краиштата, ако сакате една фина, успешна демократска културна размена на позиции и ставови, за чија пресуда доаѓа на денот на изборите. Но не смеете, тоа е првата голема грешка која еден политичар може да ја направи, е да се расправа и кара со медиумите. Тоа е почетничка грешка во политиката. Колку и да не се согласувате со уредовачката политика, да речеме на Алфа телевизија, вие не смеете од него да создавате непријател на партијата. Ужасно лош потек е тоа. На крајот на краиштата, во ова, еве да ја наречам условно кажано, битка, пресметка меѓу СДСМ со Алфа, тие забораваат дека само пред 2 години беа власт во оваа држава. И тоа, бога ми, практично со контрола на сите... Беа дел од власта, дуи според некојот... Добро, тоа беше последниот период, но да речеме, еве... Перцепцијата беше таква еден период. Да, во последниот период, да, тоа е така, но еве да речеме заедно со дуи. Ако било што имаше противзаконски во функционирањето, работата, делувањето на еден телевизија, има сите потребни елементи на располагање. Од институции задолжени за истраги, судски, така натаму, небитно, за да покажат дека тоа што го говорат за оваа телевизија е вистина.
Сапак вие не знаете колку имаше тука инспекции во Алфа. Не, јас па ние тоа знам. секојдневно си имавме по некој инспектор, веќе си се Знам, јас споминав и дури низ еден период кога јас бев да го поминав тој период, знам како е и како притисок е тоа врз телевизијата. И какво чувство е тоа кога секој ден ви доаѓаат инспекции, секој ден. Тоа е притисок. Притисок е. Апсолутно е тоа. Ама не најдоа ништо и Алфа е чисти, сега 2 години после тоа решава дека повторно ќе отворат сега битка. Тоа е злото е сконцентрирано во оваа телевизија, мислам затоа реков, не можам да разберам како политичар од тој формат, мислам сега, по функција, може да си дозволи таква омраза која ја манифестираат катадневно кон овој случај, вас како медиум или кон политичкиот противник на крајот на краиштата. Не смеете да зборувате со омраза. Тоа е нешто што и штети и на државата, и на граѓаните, и ја одржува климата, ја одржува состојбата онаква како што оваа држава ја памти веќе со, хајде не се лажеме, веќе со децении. На една исклучителна поделба која ја продира во сите ткива на општеството. Таа поделба вие чувствувате во буквално секоја институција во оваа држава. А ние сите бараме институциите да видат тие кои ќе функционираат според словото на законот и уставот и да е многу поспоредно кој ќе биде власт во тој момент. Ние требаме држава, функционална држава, нормална држава, европска држава, ние сме на тлото на Европа. Каде што институциите ќе бидат државата, а не дали Мисковски е овој премиер во моментов или Филипче ќе биде. Тие треба да се разликуваат по политиките, идеите, чекорите, мерките. Идеологијата. Тоа е друга работа, апсолутно, тоа е дозволено, но не сме да се чепкаат институциите. Отаму не ја разбирам, велам, таа фрустрација, знаете, има јасно дека работев како новинар, научив една, нема глупо прашање. Може да има само глуп одговор. И тие, за жал, постојано не ги одговараат глупо. Сега ќе бидам малку одговараат глупо. Немате потреба вие да се расправате со новинар. Немате потреба. Тоа многу повеќе зборува за вас отколку за медиумот. Иво, во една прилика Венко Филипче рече ќе дојдам во телевизија Алфа кога ќе ве ослободам од канџите. Дали тоа го искористил како политичка метафора или па може да се свати како дека планира да се прави некакви промени во Алфа телевизија иако нема допирна точка со Алфа телевизија? Некаде го гледав, мислам дека и новиот премиер на Унгарија Петар Мајер на сличен начин. Да, имаше и Трамп имаше такви изјави слични кога на Да, били фейк ньюс, тоа го прави и Венко Филипче. Тоа модерно нешто во Станува политика. модерно, ама Венко Филипче сега ќе го споредуваме со Трамп? Не, добро, во ред, не споредувам никого, во принцип не зборувам многу за индивидуи, меѓутоа еве речеме бившиот една повозрастна, ќе кажам, не постара генерација, меѓутоа памти многу повеќе од тоа што нудела Македонија и со сета почит кон политичариве денес од сите партии. Тогаш СДСМ и ВМРО има една генерација на луѓе, подобри или полоши, меѓутоа кои наликуваа на државници. Без разлика што придонеле за оваа држава и сега да не ги мирам на кантар, меѓутоа во споредба со ова денес Хенри Кисинџер. Јас гледам некои стари снимки од собранието на Македонија, начинот на кој говорат луѓето, на кои се однесуваат, мислам, тоа е една како да не сме. Тоа е однос кон некој, да, апсолутно. Пристапот кон државата, кон институциите. Сега мислам дека од нашите политичари може се да очекуваме, се да кажат, да опцуја, да ве навредат и така натаму и толку многу се научивме Иво што секој чудо за 3 дена, веќе све проаѓа за толку брзо. Мислам, јас ја разбирам, јас сум малку подиректен, не зборувам толку во ракавици, мене ми е јасно дека на пример Социјалдемократскиот сојуз и дел од јавноста во вашава телевизија гледа политика која е поблиска на ВМРО-ДПМН, дали е така или не навлегувам, меѓутоа и да е така, што не е ништо грешно и да сте на обратната страна, вие како телевизија, како медиум може да одберете Одедувачка политика. Така е, со некаква си политичка симпатија кон лево или кон десно. Со почитување на одредени професионални стандарди, тоа се подразбира, така е. Апсолутно. Ако Алфа телевизија имала некакви грешки, ако Алфа телевизија завземала страна, па толку години ќе имаше барем неколку тужби, барем ќе објавувавме катадневно диаманти, па ние не се соочуваме со тоа. Тоа кажува дека телевизијата професионално си ја врши својата работа. Тоа не е грешка. И да е така не е грешка. Професионализмот е
тука, меѓутоа ја доколку сум политичар, баш тоа би ми одговарало да дојдам кај никој од телевизија. Ако сте убеден во исправноста на вашите позиции, апсолутно. Бидејќи јас би го гледал ова како поле да ги убедам тие кои не гласаат за мене во спротивното. Вие ќе поставувате прашање или ќе аргументирате, ќе донесете гостин кој има сосем различни ставови, па тоа е тука е надпревара. Дебатата, тука тоа е да тоа. се покажеме нели во не да дојдеме овде со цел да убедиме телевизија дека греши. Значи, ако ич не доаѓајте, ако е тоа поентата. Ако е целта на битката таа, така е. Јавност и гледачот. Како велеше порано Ислам Црвенковски дека народот греши кога е во право, веројатно истото важи и за телевизиите. И тие кога грешат се во право, бидејќи тоа е една перцепција аргументирана на било која телевизија, така и вашава, кон една власт или опозиција. А вие како политичар, ако не се согласувате, не работава се да пуштаме овде инспекции и полиција да ве апсиме. Сам работава е дојди, кажи, па нека или народов процени кој е во право. На крајот на денот и здраво е некој да е во право, некој да е во криво, може вие нешто ќе научите, па ќе се поправите и обратно. Така што сметам дека не е ова муабет пред гранапче, сега да се докажуваме. Вие сте политичар, велите утре премиер или денешниот премиер. Вие знаете ли што значи утре кај вас во емисија да дојдат Христијан Мицковски, Венко Филипче, да имаат една дебата и на крајот пред камери рака да се подадат. Тоа така ќе го растрети народот барем за еден час во животот наш, да тоа е нешто што ни е потребно. Не мора да се согласуваат, нека имаат различни ставови и со вас и меѓу нив, меѓутоа на крајот на емисијата да си подадат рака и така сето тоа да заврши. Кога тоа ќе да работиме за доброто на Македонија, нели? Или барем мислиме се обидуваме да не работиме, не знам. Се обидуваме. За сакав да ве прашам кога одредена политичка партија не се согласува со одредена телевизија и бидејќи не се согласува ја етикетира и ја напаѓа, дали тоа е некаква порака до другите телевизии, ако не се допаѓа како известувате и вас ви следува истово? Па дефинитивно не доликува. Јас ќе ви кажам мое мислење, малку е интересно, не знам дали ќе ви се допадне или ќе го прифатите, меѓутоа мислам дека може би вие сте толку добра телевизија да може би немате потреба па толку многу да се замарате во однос на убедувањето за некој што збори за вас. Пуштете нека, мислам, што повеќе влегувате во тоа и нив им одговара. Еве ги ви кажавме против нас за ВМРО и така натаму. Ова како најдобро намерно ви го кажувам, не дека јас ви уредувам политиката, меѓутоа нема финале во тоа, нема разумно финале, народот гледа, суди, оди на избори, гласа. Тоа е, дали греши или не, може да збориме тука да се бајлеме. Меѓутоа изборот го кри реврс база на сето ова. Тоа е заклучокот. Навистина не доликува кој да е партијата, кое време и да било и се надам во иднина нема да се повтори, ги повикувам дали е тоа господинот Венко Филипче, било кој од Социјалдемократскиот сојуз, излезете, кажете, аргументирајте, подадете рака на крај, не сте свесни ај што е плюс за граѓаните и за вас е како гласови, пошто толку многу на сите партии ви значи гласовите и гласови ќе ви донесе тоа, верувајте. Сепет би сакала овде уште последно едно прашање околу оваа тема, па ќе преминеме на друго. Ако СДСМ цело време убедува дека Алфа шири фейк ньюс, дека лажни вести шириме и шириме некаква пропаганда, да не заборавиме дека токму партијата на Венко Филипче, СДСМ, зборуваше, последно еве зборуваше за мигранти. Дека во април ќе има мигранти. Претходно, уште кога беше Зоран Заев, се зборуваше дека името нема да се смени. Се ветуваше бесплатно здравство во странство. Се ветуваше бесплатно образование во странство, само да го смениме уставот, само да бидеме Северна Македонија, мет и млеко ќе тече по улиците. И сега таа партија веле дека Алфа шири лажни вести, патем ништо не е демантирано, ништо не е докажано дека ние шириме било каква лажна вест, бидејќи не шириме лажни вести. И сега таа политичка партија, што де факто продуцира лажни вести, шири морал. Како го оценувате вие овој парадокс? Па и во многу го кажа. Мислам, како убаво се согласувате двајцата? Како е можно? Баш пријатно разговор. Како е можно? Бидејќи јас таму знам, сега до душа не е тоа веќе екипата која јас ја знам од Социјалдемократскиот сојуз и луѓето, каде што имаше извонредни интелектуалци. Се уште има. Па да, ама не во таа мерка, бар до оноа што јас сега да не членството има од членови кои што наистина се но и членството веќе во некакво опагање што зборува из многу работи. Не сме овде да секцираме СДСМ. Треба да видиме како таквото однесување на СДСМ како главна опозицијска партија влие на она што се случува во државата, колку помага, колку одмага.
Социјалдемократскиот сојуз во изминативе една деценија практично направи серија грешки серија потези кои кај народот не најдоа на прифаќање и на разбирање. И тоа е факт. Од тоа нема да може да избегаат најмалку уште една цела деценија според моите проценки. Тие работи ќе им останат залепени. Проблемот со името, договорот со Бугарија и така натаму, позицијата за промена на уставот во овој момент под овакви услови, тоа се работи кои се на грбот на Социјалдемократскиот сојуз и на ДОИ. Еве да не ги исклучиме ни, бидејќи тие беа дел од таа влада. Но големината и на политичарите како индивидуи, како визионери, ако имаат некаква визија, не е во тоа да своите грешки да ги тргаат на страна со тоа што ќе напаѓаат трет. Големината е да признаете дека нешто сте сгрешиле. Тоа е најголемата доблест што може еден политичар да ја каже. Во името на партијата, да излезе председателот или да каже да, сгрешивме. Значи треба сега Филипче да излезе да, сгрешивме, рековме ке дојдат мигранти, не дојдоа. Кога тогаш Ако не Филипче, некој кој ќе дојде после Филипче, ќе го направи тоа, ве уверувам, бидејќи она што го направи остава сериозни последици за нешто што се вика идентитет и државност. Тоа е чекор кој СДСМ ќе го направи. Потребна силна опозиција и здрава опозиција, многу здраво. Ке мора, бидејќи таа партија еден ден ќе биде власт. Така, ако не продолжи со оваквата политика. Ништо не е вечно. Еден ден, и тоа е убавината на демократијата. Тоа е демократија, менливоста на власта. Тоа е демократија. Како граѓаните дават оценка на вашите политики, на вашето... Така е, тоа е суштината. И сега, нивното политичко делување има резултат каков што има. Еве, на локалните се покажа дека во Скопје се дури пета политичка партија по број на гласови. Тоа е каква катастрофа? Тоа е катастрофа за партија од на Социјалдемократскиот сојуз. Но тоа е шанса за Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е шанса која не знам од кои причини ми се чини дека тие не ја користат. Позицијата на опозиција е многу полесна од позицијата на власт. Не имате одговорност? Не имате. Сериозна одговорност. Вие сте дел од систем во кој опозицијата е коректор на политиките на власта и начинот на владење. Да. И тоа не само што е коректор, туку е обврзана и заради себе и заради желбата да дојде на власт, да нуди решенија, да нуди политики, мерки за подобрување на состојбата. Се тоа така во теорија, Сафет, ама во пракса, во моментов, ситуацијата не е таква. Ние не гледаме од опозицијата, без разлика дали СДСМ, дали било која политичка партија, која што е од опозицијскиот блок, се редат малце, да кажеме, некој што ќе понуди решение на некаков проблем. Се тоа оди на креирање на помпа, на страв, на сеење на страв кај народот, што навистина е многу лошо за перцепцијата која ја оставаат во јавноста. Убаво го забележа тоа. Не е работава само да се расправаме. Ние мора да бидеме пример. А најдобриот пример е културата на диалог, која политички диалог, на релевантни фактори, кои ќе биде транспарентен на начин да видат дека таквите разлики кои се нормални меѓу политички партии не се причина ние да се делиме до пето колено. Тоа е будалаштина, тоа е пат кон исчезнување на крајот на крајштата, ако сакате. На сепкупно наше исчезнување. Ако не успееме да го градиме тоа единство на разлики кое треба да не води кон нешто што е нормален живот. Никој од нас не бара сега, не можеме ни да бидеме Швајцарија. Ние сакаме да бидеме Македонија, никој не вели дека ние не сакаме да бидеме Македонија. Да, така е. Но ние можеме да градиме држава која во еден временски период, па макар тоа било и 100 години, ќе биде Швајцарија. Тоа е нашата задача и како луѓе, и како родители, и како новинари, политичари, политиколози. Тоа е нашата задача. Мораме да градиме. Мораме да работиме на изградба. Ако почнеме само 30 години ништо не се направило, да, не се направило, се направило. Некакви чекови се направени се. Дали биле доволни или требало да бидат многу повеќе, окей, можеме да разговараме. Веројатно дека апсолутно, грешки прават. Оној кој работи и греши, тоа не е спорно, но тоа не сме да биде тенденциозно, не сме да биде намерно, не сме да биде со цел да
на крај да се извлече само личен бенефит од целата таа работа. За жал тоа нас во овие 3 децени и кусур на суверена и независна Македонија не се случува. Така е. Но да бидеме до крај фер не е само и кај нас, туку се случува и во целиот регион околу нас кај што ние гравитираме, па на крајот на кришта примерот на Трамп покажува дека тоа се некакви процеси кои идат практично на глобално ниво. Прашање на време, каде што и констелација на односи, стратегии носат такви луѓе на чело на некакви владеачки гарнитури. Тоа ние го знаеме, теоретски е тоа. Се така, потребната Само треба политичка... уште во пракса да го реализираме и таман ке сме. Потребно е тоа што Иво го вели култура на диалог, транспарентен, да биде начин на кој функционираме. Ништо повеќе, ништо помалку. Тоа ниту е многу тешко, апсолутно не е тешко, многу е човечки, развивањето на вредносен систем во кој вие можете со соговорникот да размените различни аргументи, ама без омраза, без негирање. Не смеете да го претворите во арена каде што гледалиштето ќе треба да го чека моментот кога некој од гладиаторите ќе биде убиен. Така е. Тоа е погрешната политика и тоа не носи добро. Рангелове, ќе токму за лажниве вести. Сега се фативме за СРСМ, бидејќи и тие се фатија за нас. Меѓутоа, сепак се главната опозицијска партија која што де факто има некакво влијание во јавноста. И сега кога главната опозицијска партија веле дека ќе дојдат мигранти и се е страв, и покрај тоа што и од Велика Британија беше тоа демантирано и од владата беше демантирано, и тие продолжуваат да тераат таа приказна. Зошто го прават тоа? Што мислите, дали е за, како што вели Бишевац, за лична корист, за добивање на поен политички плюс, или пак се убедени дека само тие се во право, а сите други лажат? Не, добро, мислам дека како што и заклучивме во претходниве дискусии, дека секоја партија, особено големите партии во Македонија, базата на политичка филозофија и пракса има да дојде до гласови. Па макар тоа било фейк ньюс, алфа криво, иво криво и така натаму, и жалам за тоа. Меѓутоа, таа има конкретно, да речеме, како мигрантите. Тоа е процес кој нити може да го стопира Христијан Мицковски, Филипче, ВМРО, СДСМ, ниту ние. Тоа е геополитика во пракса. Какви држави имаат сериозни проблеми со тоа, не па ние. Го земавме за пример мигрантите. Да, меѓутоа убав пример. И секоја чест за тоа, затоа што можеби сега немаме проблем таков, не гледаме нелегални мигранти. Меѓутоа, баш поради тој потенцијал дека во еден момент во иднина може ќе се случи такво нешто, сега е моментот за консензус помеѓу големите политички актери. За кога сме кај консензус? Да се направи стратегија, извинете. Да. Извинете, те приемам кога сме кај консензус веќе. Би сакала понатака да разговараме и за техничката влада и за сите случувања што се во собранието. Дали мислите дека македонско општество конечно ќе биде зрело за некои прашања да има консензус? Дали ВМРО ќе биде зрело, дали СРСМ ќе биде зрело, дали било која политичка партија ќе дојде времето кога ќе седнат и ќе кажат ова е добро за Македонија. Нема да има мигранти, нема да ставиме бугари во устав по секоја цена, нема да прифатиме одредени диктати од други држави, само за бенефит на македонците, на македонскиот народ и на сите националности кои што живеат во Македонија. Ќе го дочекаме или ние тој момент да го видиме? Тоа е многу интересно и тука кривицата јас ќе ја ставам на денешната генерација само на политичари. Само да се дополнам, која на една лидерска средба не може да се соберат сите лидери. И да се соберат не може да се гледаат во очи. Мислам дека мојата генерација, ќе кажам, плюс минус 5-6 години, е многу крива за ова што се случува и нема национален консензус. Ова е интересна поента на Бишевац дека во ред тоа што се случувало 35 години не чинело, го зборуваме, досадни сме во тој дел, еве да кажеме дека е така. Тоа не ни дава за право на мојата генерација да не промени нешто. Мојата генерација го виде светот, се образуваше надвор. Има алатки од вештачка интелигенција до интернет телефони се. И кога ќе дојдете во позиција или опозиција, да не се обидете да ги промените грешките кои нашиве претходници ги направиле, е запрепастувачки. Една од тие грешки е неможноста за консензус. Ако не може да седне премиерот со лидерот на опозицијата, зошто не седат двајца министри и твојот антипод, да речеме, во моментот. Една таква средба да видиме. Во тие помлади генерации кои се на позиција или претендираат да бидат, значи нам нужно ни е потребен консензус за фундаментите на животот и секојдневието, па потоа да зборуваме за некакви политики, луксузи и не знам си каков прогрес. Уште еден момент кој не го споменавме, конкретно, ете, за СДСМ нели се начна темата,
Јас не можам да разберам што е, нели сите партии се повикувате на некаква меритократија. Зошто тоа не важи за вашата партија? Зошто ако немате лидер квалитетен или раководство, мора да биде одбрано од вашата партија? Сум читал статути на поголемиве партии, значи вие пред квалитетот го ставате партиското членство. Ако немате во моментот човек од вашата партија квалитетен за да поведе да зема кормилото, одберете некој што не мора да е од вашата партија, не мора да е од ниту една партија. Зошто квалитетот го газите и потенцијалот апропо вашата партиска лојалност? И тоа важи за секоја една партија. Не е моје мислење дека СДСМ има проблем и треба да се реформира. Тие тоа го знаат повеќе од мене. Апсолутно свесни за тоа. Таа нужност препознајте, па бидете малце мангопи джентълмени. Дечки, ние во моментов ваква е ситуацијата. Ќе го земеме Петко, Митко, Станко, овој од една партија, од другој не е во партија младо дете, ајде да пробаме вака. И тука мислам дека голем удел во таа вина имаат новиве генерации на политичари кои наместо да се издвојат малце, да го поместат системов на функционирање политичка култура и пракса, ние влегуваме, аплаудираме и само во континуитет го продолжуваме сео на каде што вие повозрастните, сега не вие конкретно меѓутоа сте сгрешиле, нели? Така е. И во конкретно за СДСМ велите дека треба можеби да се најде решение и однадвор. Како тие би нашле решение однадвор кога тие не може внатре сопствениот двор да си го исчистат? Ке се јави некој што ке зборува против политиките на Филипче, одма исклучен од партија. Некој друг ќе каже нешто против Филипче, исклучен од партија. За каков демократски капацитет и за па камо ли некој од надвор дојде да ми ја води партијата? Па тие не можат дома да се снајдат што прават. Знаете, кога сте во голем проблем, треба голема храброст и големи решенија. Да имате мал проблем, пливајте во конвенционалните нешта на вашата партија. Но кога сте во огромен проблем, ви треба огромна храброст и решение. Јас кога ќе кажам нешто против ВМРО, мене ме напаѓаат сите луѓе кои се за ВМРО, исто и за Социјалдемократскиот сојуз. Сега на вашава емисија, после тоа веројатно сум ВМРО-ец, утре на некоја друга сум самоец, за жал. И тоа е една прецепција за која огромна одговорност имаат овие луѓе. Луѓето кои водат партии. Што вели Бишевац, таа поларизација духовно го храни системот. Бидејќи ако ја нема, не знам ни дали ќе победи некоја од овие партии. И дали ќе има воопшто луѓе кои ќе излезат да гласаат. Се помалку има. Да, бидејќи ние сме демократски нездраво општество. Ние не ја разбравме демократијата. Демократија не е кој сака да води држава, кој што сака да биде, кој што сака да каже и да помине без одговорност. И ние како мнозинство и малцинските групи во Македонија, едни бараат знаме да се веело, други јазик нивни да се зборел, се е тоа убаво. Меѓутоа, за секоја добит, за секое право кое го барате, следи одговорност. Сакате да зборувате албански, нема никаков проблем. Меѓутоа, во основа мора да научите македонски. Сакате да веете друго знаме, нема никаков проблем. Во основа мора да го веете ова. Не дека ние така сакаме. Тоа е одржлив модел за да создадеме некаква држава во иднина. Нека нас секаде. Ако секој сака да зборува, вее и прави што сака, тоа не е демократија. Тоа е анархија. Овдека би сакала да повикам една кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студиото со тоа што се случува со собранието. Беше изгласан законот за укинување на техничка влада, па токму на оваа тема одговор ќе побарам од моите соговорници. Се враќаме кога се по рекламите. Се враќаме назад во студиото. Рангеловиќ, вчера во собранието помина законот за укинување на техничка влада, народски кажано. Според вас требаше ли да се укине техничката влада? Дали сме доволно подготвени да се оттргне тој модел на 100 дена пред изборите, да има и представници од опозицијата во власта? Дали конечно сме спремни да го тргнеме тоа или пак можеби беше оваа одлука избрзана? Техничката влада е привремена алатка и тоа се кажува. Значи ние не може сега да градиме политички систем врз база на таа алатка и да се држиме за неа ако ни одговара или не ни одговара. Значи таа има почеток и има крај. Што побрзо дојде крајот, што ајде да кажам подобро е да се навикнеме на нормално функционирање нели на превласт, односно транзиција на една власт. Сега таа алатка не е укината веднаш, односно на следните избори повторно. Ке имаме техничка влада. Да. Тоа беше
опозицијата ете шанса да победи со една техничка влада на тие избори. Па токму при тоа нивно мислам дека владење беше да нема техничка влада на следните избори. Мислам дека токму тој беше поентата за само Да. да се согласи СДСМ да се укине техничката влада. Мислам дека 10 години ние веќе имаме техничка влада предолг период. Така да тоа е, ајде да кажеме, джентълменскиот пристап на владата кон укинување на техничката влада. Оно што не ми се допаѓа, мора да замераме дека таа техничка влада беше донесена како консензуална одлука и можеби е джентълменски така и да се укине. Меѓутоа, таква е констелацијата како што е, веројатно тоа е невозможно во моментот. И трета работа, не мислам дека таа техничка влада е некаква има некаква придобивка виде општеството од тоа. Нити граѓаните, нити политичкиот систем, освен препукувања на министри, правење публикување на потписи и така можеби поумно ќе беше таа техничка влада да се состои од експерти, па да биде повеќе навистина техничка, експертско-техничка, или пак уште една шанса да им се даде на овие помаливе актери, па да видиме како тие се носат со државата на функција, барем во тие неколку месеци на партии кои може си вон парламентарни или со некоја минимални представници во парламентот, па малку народот да види што значи некој друг да води оваа држава, макар било тоа неколку месеци. Меѓутоа ништо од тоа не се случи оние традиционални препукувања, јас министар, вие заменик, едни со други различни изјави, одредена дихотомија политичка и така натаму. Мислам дека никаква додадена вредност не покажа таа алатка, иако сама по себе теоретски е добра, доколку имате проблем, нели? Меѓутоа, дали била добра или не, тоа мора да има крај, а не да се навикнеме на неј така да функционира. Последниве два изборни циклуса, мислам дека изборите во Македонија беа оценети како фер и демократски, со можеби највисоките оцени што некој сме имале. Мирни, ефикасни и навистина, еве според мене, јас кажам мој лично мислење, мислам дека навистина е време техничката влада да замене во историја, меѓутоа еве гледаме дека повторно се крева дебата околу техничката влада, иако како што велите Рангеловиќ, дека нема никаква додадена вредност од самата техничка влада, па зошто е тогаш оваа кавга? Дали е ова само, да се надоврзаме на претходните разговори, додатно закрвување на политичарите, на народот, на Апсолутно е така. Сметам дека ние генерално последниве години имаме некои демократски здрави и фер избори, особено во споредба со многу други држави на наше ниво. Меѓутоа последните избори делумно фактор за таквата добра оценка е известноста резултатска и тоа има своја. Да, и тоа има влијание. Доколку е тесно се создаваат тензии, панели и немили настани. Меѓутоа тоа е што е, вие перфектен модел не може да имате на избори, никогаш нема да бидат 100% мирни, никаде не се. Не се во Америка на крајот на криштали, и таму имате. И таму гледаме последниве избори, што све не се изгледавме. А дефиниција за фер е многу поширока. Дефиниција, може би имаме многу пофер избори од други, тука има и многу алатки, формални и неформални, кои придонесуваат за тоа дали е фер. Меѓутоа во глобала немаме некој бог знае какви проблеми со избори и не мислам дека техничката дека треба да замена во историјата. Пишевац мисла дека вие треба да заменете. Јас ваквата техничка влада, пржинската влада, како што дефинитивно баш во ова што го вели, таа беше потреба во еден момент. Во една политичка битка која можеше да ескалира во многу потешка состојба во државата. Не велам сега. Така беше политичка криза, беше апсолутно политичка криза. Сериозна политичка криза. Беше. Таа недоверба која поголемиот дел од јавноста тогаш покажуваа кон режимот на Никола Груевски и Сашо Мијалков, бараше елемент со кој се согласија сите, дури и ВМРО-ДПМН не го прифати тој момент, и таа беше некаква алатка во тој момент која прифатија сите и која даде резултати. Тогаш и во тој момент беше потребна и даде резултат. Колку толку изборите беа признати, демократски, транспарентни, така натаму. Право на избор можеше да се оствари. Но после толку време, таа алатка која сега и правно е дискутабилна според уставот, нели? Но еве да го тргнеме тоа за момент на страна, мислам дека ја заврши, ја одигра својата улога и дека се понатаму без оваа варијанта која спомна Иво на техничка експертска влада, како што на пример еве да речеме во Бугарија. Таму пред избори, 100 дена пред избори, председателот на државата дава мандат на експерт, се разбира не е случаен и така натаму, него некој кој со својата работа и ова покажал дека заслужува. И тој си го бира кабинетот на исто такво ниво, експертско. Каде што
клучната задача на таа влада е да ги организира и да ги спроведе изборите на најдобар можен начин. Бишевец, знаете како, ама гледаме дека конечно барем изборниот циклус во Македонија е стабилизиран. Зарем треба да бараме пак нешто дополнително да има сега експертска влада, онаква влада? Зошто не тераме? Имаме стабилен период, дајте да се пробаме како што функционираат сите нормални држави, како што функциониравме и ние пред пржинската влада. Значи, потегот за укинување на техничката влада после наредните избори, значи таа би важела дури после некои парламентарни избори кои треба да се одржат. Најдосне од 2 години да речеме, па за следните, е одлична алатка која СДСМ може да ја искористи. Нека победи на изборите, тогаш па СДСМ вела следната да се влада, консолидирани. Потоа и со мнозинство од берете пак да има техничка влада. Па ако сакате, така е. Не, тоа уопште спорно, ако е толку. Знаете како СДСМ претходно вела дека да треба да се укине техничката влада, тие бе први за тоа и сега кога треба да се укине, сега не се допаѓа да се укине техничката влада. Сега ако го направите тоа, ние ќе ги бойкотираме работните групи со изборниот законник. Овде ќе се согласам и овде со Иво. Мислам дека и премногу значење му даваме на Социјалдемократскиот сојуз во овој момент. Во овој момент, овие ако излезат од изборниот, од групата за изборен законник, и од нивното однесување ќе зависи нивниот изборен резултат на следните парламентарни избори. И ако продолжат вака да се однесуваат кон клучните прашања во државата, бидејќи сега се најава и напуштање на собранието, токму кон тоа и целам, дали е тоа здраво? За нив сигурно не е здраво. Па и за Македонија не е здраво? За нив сигурно ќе биде многу понездраво. Она што може да предизвика е штета и по државните интереси. Абсолютно. Тоа не е спорно. Но, доколку следните парламентарни избори бидат организирани и спроведени на начин на кој ќе бидат испочитувани најголемиот дел од стандардите кои важат во земјите, во европските земји, за оние за кои сметаме дека се успешни вредностни системи, европски вредности, тогаш државата само ќе добие. Она што може би во овој процес сега гледам дека се донесува и изборниот закон во прашање, бидејќи СДСМ наодно нема да учествува. Тоа навистина е. А тоа се препораките на СДСМ. Знаете што? Тие препораки на ОПСЕ може да се проведат и без СДСМ, но редје и треба да биде дел од целиот тој процес, бидејќи само така може да биде на подолг период одржлив. Сега, ако вие сега се ставате во позиција да оценувате некого, политички. И потоа вие ќе ги оспорувате изборите каде што вие не сте направиле промени. Тогаш каква реакција ќе очекувате во моментот кога вие можеби некогаш ќе бидете власт од партијата која сте ја оценувале? Предпоставам дека мислам дека партиите не размислуваат толку далеку. Тоа е жално, не? Да, за жал, но тоа е единствениот исправен начин. Затоа е старата изрека: кога си власт, носи закони кои ќе ти одговараат кога ќе бидеш опозиција. Така, Рангелова ќе тоа е целата филозофија на ова. Треба да се однесуваме на начин не да ја уништуваме опозицијата или да се бориме со сите дозволени и недозволени. Улогите се менливи, еден ден власт, друга тоа е опозиција. Менливоста на власта е клучниот фактор во демократијата. Почитување на законот и процедурата, тоа не искам да зборам, тоа е друга разбира, така. Но менливоста на власта и тоа да биде джентлменски, со подадена рака, овој пат вие победивте, следниот пат ќе ве поразиме. Тоа е битката, тоа треба да биде начинот на кој се функционира во оваа држава. Но морам да признам дека тука и власта е она која е најодговорна, таа треба да биде таа која ќе треба да понуди компромиси, да изнајде начин оваа приказна да биде заокружена на начин на кој ќе биде сите дел од неа. Треба сите да имаат свест, и власта и опозицијата. Апсолутно. Овде би сакала Рангелова да се надоврзам кон вас за истото прашање. СДСМ се закани дека ќе ги напушти групите за изборниот законник, доколку се укине техничката влада се укине, ги гледаме последиците што се случува. Дали е во ред една партија вака да се заканува да напушти работна група,
која што ќе биде од круцијално значење за идниот изборен процес. И подоцна, кога ќе биде тој изборен процес, дали им се допаднало или не им се допаднало, тие ќе даваат критики или пофалби за системот во кој што не ни учествувале. Дали ќе имаат право да го прават тоа и зошто прават ваква естрада од целава оваа ситуација? Виде, кога најголемите политички чинители се оценуваат политички со гласање или не гласање на одреден закон, тоа е директна конфронтација партија со партија, меѓутоа колатералата е народот. Вие не го гласате на законот ради ВМРО, го гласате ради народот. Така и заради вашите членови, вашите поддржувачи, вашите симпатизери. Ако сакате да бидете поумни, да кажеме, поинтелигентни во тоа како ќе се реванширате, кажете им, важи дечки, нека пројде ова вака. Кога ќе победиме ние на избори, ако се испостави дека ни требала техничка влада, ќе ја вратиме, а не сега да ме оценувате. Ај ако не да изгласаме, пензии да не делиме, за да им вратиме сега на мислам, не е тоа, државата не е на мајкави, на таткови. Значи вие сте за нас работите и нас треба да ни се поклоните, кој викам нас на народот, на граѓаните. Не е тоа ваша своевина. И тука е еден од тие дискурси кои претходно не го споменавме, дека политичарите во Македонија гледаат државата како да е нивна, како да е акционерско друштво, они имаат удел и кога не се на позиција, им следи во иднина позиција, бидејќи е нивна. Така што тоа е нешто што навистина не ми се допаѓа како пракса и мора веднаш да престане. И она што го кажа Бишевац е можеби најважниот фактор во демократијата и тука е тој парадокс. Значи оваа влада или било која друга може да е најдобра на свет. Поздраво е истата да падне и да дојде друга утре, одошто истава да остане уште 100 години. Колку и ова да ви звучи чудно, тоа е моделот на демократијата. Дали нас не се допаѓа тоа или не, парадоксот е тој. И верувајте, јас се согласувам дека и минимално да се промени Социјалдемократскиот сојуз или ВМРО или кој да е, повторно ќе се менуваат на власт. Дали тоа ќе биде за 10 години, 20, 5 или 3 месеци, концептот е тој. Од една страна е здраво, од друга страна може да имате и најдобра влада на свет, меѓутоа таа ако не падне ќе стане полошо од што се вие во опозиција, бидејќи историјата така не учи. Нека и нас, кај многу демократски. Примерот на Орбан можеби е најспешен. После 16 години заминуваат од власт. Но начинот на кој заминуваат од власт радикално се разликуваат од начинот на кај нас кога се губат изборите. Таму се си одеше демократски. Си пружија рака пред камера, имаше честитки. Го признаа поразот. Сега новиот иден премиер на Унгарија, Маџар, имаше неколку изјави кои што не се баш демократски и веројатно ако сега сакаме да бараме не влатно во јазикот, тоа е и сериозна и порака и опасност. Значи, ви од позиција на сила диктирате дали некој ќе биде претседател на Уставен суд, дали треба да се избрише некоја информативна редакција од државната. И да треба, тоа не смеете да го правите на начин да тоа доаѓа од позиција на сила. Никако не треба, Бишевац, никако не треба никаква позиција. Тоа мора да доаѓа однатре од суштинската потреба за промена на начинот на функционирање до тој момент. Иначе, ако вие земете доаѓате на власт, имате апсолутно мнозинство и земате гумичка за бришење и бришете се што не ми се допаѓа. Тоа не е баш. Па има практично, сега има закони дека дел од пратениците, односно од СДСМ би ги напуштиле претеничките столчиња ќе го остават собранието без нивното присуство затоа што се незадоволни, ова па кажам не е потврдено се уште како шпекулација кружи, дека би го оставиле собранието празно само затоа што не им се допаѓаат некакви одлуки кои што велите вие со гума сега да избришеме, ова не се свиѓа, па и сега не доаѓаме во собрание, ама ќе ни доаѓа нас плата, нема да си ја вршиме работата, ќе ги извисиме граѓаниве што на гласа, ќе ги извисиме и тие што не на гласа, бидејќи вие сте представници на целиот народ. Дали е ова добар пиарче, кој во немала рака пиарче, кој како што велите вие, во партиите се секогаш за глас плюс во последно време. Па не дека велам јас, мислам дека тоа е некој објективен заклучок, но јавно мнение. Јас искажав, да. Вака видите, собранието кај нас одамна покрај тоа што е циркус, меѓу другото и една шведска маса, па секој се зима она што му одговара, си јаде колку што сака и си оди. Во ред е секој еден да го напушти собранието, но мора да се донесе закон дека тоа може да го направи само со враќање на мандатот и откажување на платата. А не кога сакам да доаѓам, кога не, кога ми одговара. Не мислам дека тоа води кон. Се од една страна сакаме интеграција, демократско општество, развиено здраво, од друга страна се служиме со истите алатки од кои бегавме во минатото. Нити СДСМ, нити ВМРО, најпред се тие две партии не смеат да си го дозволат ова во ниту една констелација.
И сметам дека доколку има недоразбирања, колку и јас не ја сакам тој концепт на лидерска средба, бидејќи е вонинституционален. Меѓутоа, кога немате здрава политичка средина, и тоа е некоја алатка и решение. Значи, можеби е подобро тоа отколку да излегувате од парламентот. На крајот на денот, ја навистина не се сеќам кога едно излегување од парламент резултирало со нешто добро. Во полза на тие кои излегле. Не знам, не сум бил во партија, не знам како функционираат партиви и како креираат стратегија, но ќе кажам, кога имате голем проблем, треба голема храброст и големи решенија. Некои кои не сте ги донеле во минатото, а можеби сега е момент, ова што го спомна Бичевац, јас ден-два после изборите некаде ме викнаа на телевизија и кажат: нема поголема победа од тоа да излезете и кажете: луѓе, сгрешивме. Извинете. Јас можеби дали се викам Венко Филипче, Христијан Мицковски, не сум директно крив за она што партијата била во минатото, како што Мицковски не е крив за владењето на Груевски, така може би Венко Филипче за... Меѓутоа, кога ја прифаќате функцијата, ја прифаќате и со товарот од минатото. Вие не сте, нели, човек кој директно од првиот, така е. Меѓутоа, затоа е честно, луѓе, извинете, нема да се повтори, ве молам за втора шанса. Сега ќе се промениме, вака и вака создаваме производ, го пласираме, ве молам да го купите на избори. И тоа е почестно од што вакви некои кривини да фаќате. Меѓутоа, не знам, можеби јас сум понаивен, да кажам. Многу интересна дебата имаме, многу интересни ставови имате. Би сакала уште долго да разговараме, ама времето нагази. Би сакала само уште една кратка тема пред крајот на емисијата. Ренгела, ќе да продолжиме со вас. Гледаме дека во собранието ДУИ собираат потписи, односно потребни се 30 потписи за да се започне процедурата за уставни измени во собранието, иако нема двотретинско мнозинство, меѓутоа тие го користат собранието како алатка. Дали според вас, Ренгела, е добро да се отворат, се почне процесот за уставни измени и бидат внесени бугарите во уставот, бидејќи ни се гарантира, ама само на збор, како што ни се гарантираше и претходно со Преспанскиот договор, дека еве уште бугарите во уставот и отворени се вративе, трчете кон Европска унија, или пак навистина треба да добиеме барем некакви пишани гаранции или некаков било каков својбеден гарант дека и да ги внесеме бугарите во уставот. Тоа ќе биде последно билатерално прашање кое што ќе игра улога во нашата евроинтеграција, бидејќи тоа навистина нема никаква врска со копенхашките критериуми и ние немаме проблем со Европската унија, ние имаме директно проблем, тоест тие има директно проблем со нас. Што според вас треба да се направи во оваа ситуација? Вака ќе бидам колку можам подиректен. Бугарите во уставот ние сме платили многу поголеми цени за да влеземе во Европска унија или НАТО, сме менували име, знаме што све не. Ама еве не сме. Дека ова не е висока цена. Ама не сме. Точно е. Реалноста е дека не сме ни приближно до таму. Она што на кратко само ќе споменам, не мислам дека политички представници на малцински групи во Македонија треба и е кредибилно и легитимно тоа да го подкопуваат. Значи ние сите малцинства во оваа држава сме браќа во рамки на државата, може да се караме да не се сакаме надвор од државата. Кога се води надворешна политика, мора да се држиме, а не да бидеме едни против други. Тука може да се очи да се извадиме дома, меѓутоа надвор не. Затоа сметам дека ДУИ оди на опасен, погрешен пат и таа етнократија треба еднаш веќе да заборават. Во делот на бугарите и нивното влегување во устав, политикологијата најавува на многу предизвици доколку ги примиме. Од друга страна, паралелно се вели дека можеби ќе влеземе во Европската унија. Нема човек во државава. Нема човек во државава според мене кој не би се согласил со позициите на власта дека нужно ни се потребни гаранции. И тоа е чесен предлог, кој дури мислам дека и опозицијата го прифаќа. Она што јас го гледам проблематично или ја држам должна владата да ни го одговори е што ако не ги добиеме. Не е одговор. Ако не ги добиеме секој по својот пат, вие мора на граѓанството да му понудите алтернатива, не на ЕУ алтернатива, туку алтернатива план Б или што понатаму со развојот на државата. Затоа сме ве одбрале и затоа ќе ве одбираме во иднина. Ваша одговорност, ја како аналитичар можам да кажам, ја немам идеја. Никому ништо, меѓутоа вие мора да кажете, ворете, не ги примаме бугарите во устав, ќе пробаме некој друг начин на Европската унија, меѓутоа смирете го малце народот. Значи да не биде она джа или бу, се или ништо. Така, од тој дел мислам дека недостасува. Во ред, 2 години се на власт, можеби во идниот период ќе... А можеби се прави нешто што нели дипломатијата и не е толку јавна, ние не знаеме. Без разлика можеби и одредени други политички партии со нивните сестрински партии
што се во Европскиот парламент разговарат, не може не го знаеме тоа, меѓутоа ете ми требаше само ваше мислење околу уставните измени. И на ВМРО и на СДСМ националната стратегија им се заснова на таа Европска унија. Веројатно мнозинството од народот сака да влеземе во Европска унија. Што поред анкетиве тоа е апсолутно. Да, најновите анкети покажа дека има раст во последните години. За членство во Европската унија. Да, 10% повеќе од што имало. Но исто така под услов така е. Така да немаме уставни измени каде што ќе имаме уцени. Тоа е честно. И тоа е честно, јас согласувам апсолутно. Не сака да има уставни измени, излезете и кажете. Уставни измени нема да има без разлика дали влагаме во ЕУ или не. Ако треба нема ни да влеземе, ја и тоа го почитувам како став. Како став, апсолутно. Прекинуваме преговори, не влегуваме, меѓутоа не може да пливате во меѓу простор, затоа што ние целиот народ сме заложници. Ако мнозинството сака да влезе во ЕУ и вие како партии тоа ви е националната стратегија за оваа држава, тогаш напрете нешто ли понудете алтернатива, а не вака, бидејќи ние не сме во можност да поставуваме правила. За жал. Ние бараме гаранции, но дали ги добиеме и како ги добиеме, Господ знае. Меѓутоа, знаеш како ќе ти кажам на крајот на денот. Да се зачуваме достоинството, барем и она малку што е останато. Да, со тоа што достоинството меѓу не толку зависи дали ќе влеземе во ЕУ, дали ќе ги внесеме бугарите, треба ние према државата да покажеме како си ја ценим. Апсолутно. Тоа е многу поважно дали бугарите ќе изградба на една држава каде што ќе функционираат институциите преку функционирање на правото. Тоа е елемент, темелот на државата е функционирање на правото. И во право, апсолутно е легитимно. Јас сум поборник на таков став. Да се обидеме да направиме се што можеме, но се до моментот додека ќе бидеме присилени да кажеме до тука можевме, ова веќе нема смисла, нема излез, немаме решение, ние се повлекуваме. Толку е. Уште сме за Европската унија и така натаму. Но во истиот момент требате да имате план како ќе ја развивате оваа држава, таа да стане нормална европска држава. Ние сме европска држава, не природно. Ние сме територијално европска држава, за жал се уште не сме. И вредносно сме. Вредносно само ако го сведете тоа на едно индивидуално ниво, ако сакате. Па јас мислам дека Македонија е поподготвена за членство во Европската унија, во моје лично мислење, и дури од некои членки што се во Европската унија. Ама тоа е таквиот резултати, да. Го велите тоа со врз основа на она што административно е подготвено за членство во таа Европската унија. Ние сме административно сме поподготвени дури ако сакате од некои земји членки. Па тоа не е тоа спорно. Но вредносно мислам дека не сме, бидејќи овде вредносно функционира еден систем на корупција кој Видите, корупцијата не може целосно да се искорени никаде, меѓутоа може да се намали. Никој и никогаш не ја искористил целосно, но не смеете да дозволите таа да суштински да ви еродира идејата за потребата постоење на оваа држава. А ние, за жал, ми се чини дека доаѓаме во таа позиција. Напорите што ги прави владата на Мицкоски се за поздравување. Имаме сега, знаете, сега некој ќе мисли, тоа се поединци. Не, тоа е врховен судија, член поранешен член на судски совет, имате обвинители, имате високи функционери. Тоа можеби во овој момент не изгледа дека е некаква сериозна операција, но е почеток. Тоа е исчекор во вистинска насока кој го прави. Па исчекор навистина звучи смешно, ама исчекор тоа што ние не слушнаме во последните 2 години некој мега гига скандал, украдени пари, корупција, фатена афера, нешто. Мислам, не е за поздравување, бидејќи треба да викаме браво што работите. Така е тоа, ама сега парадоксот е во ситуацијава. Вредносната компонента вели дека тоа што сме изненадени дека нема, значи дека не сме спремни. Така е нормално, а не да бидеме изненадени. Така е, тоа е целата филозофија. Затоа ја велам дека ние треба на тоа. Треба да го најдеме начинот на нашиот, треба да најдеме алатки и начин на кој ние ќе патуваме сами од себе, заради нас, не заради Европската унија. На Европската унија Македонија ништо нема да им смени. Што ќе донесе? Па можеби би значило сега. Океј, не е спорно. Ние сме и земја со и традиција и богата историја, и култура, јазик. Не е тоа спорно. Ние сме идентитет кој ќе биде плюс на европскиот идентитет. Апсолутно, тоа ќе биде додаток. Но суштински, ако сакаме како економија, трговски партнер, тешко. Како безбедносен, океј, бидејќи бепе дел од еден процес на затварање на проблемите на јужното крило на НАТО и затоа
се случија работиве. Не е спорно. Сето тоа не е спорно. Она што ние треба да го правиме, сами за себе да градиме држава со која ќе се гордееме. Само така ќе си го сочуваме достоинството. Значи, не знам што е достоинство во гладување. Така, во интерес на времето јадеме камења, да, ако треба ќе јадеме камења, ама морам Во да име Тоа на не нешто повисоко, во име така е, во име на нешто некаква повисоко, цел. не треба, мораме да ја браниме. Така е. Светата работа овде треба да биде ова парче земја која го викаме Република Македонија да биде пред и над се. Така е. Така ви благодарам многу и на двајцата за гостувањето. Благодарам. Времето брзо помина, имаше уште многу теми на кои што не разговаравме. Се надевам ќе имаме повторна прилика вака пред малите екрани да дискутираме и за други теми. Почитувани гледачи, ова е крајот на За или против, а вие останете со програмата на телевизија Алфа, бидејќи навистина нашата програма има што да ви понуди. Пријатна вечер.